македонски народни песни, напишани од Стефан Верковиќ, писател кој е роден во Босна. Стефан Верковиќ е роден 1821 година. Тој ги пишува македонските народни песни. И додека ги пишува, тој престојува во пределите на Македонија. Во неговиот престој, тогаш Македонија е под Турција, под раководство на Турција. А исто така има и влијание но се раѓа нова држава, Бугарија, и исто така има влијание Бугарија заедно со германските служби. Во ова книга, во предговорот, Стефан Верковиќ во предговорот ја пишува ги пишува македонските предели, докаде живеат македонци во тоа време тој го живеел. Јаве се, например, овде вели дека македонците соделуваат со грците со реката Бистрица и од Тесалија надолу живеат грци, а нагоре се македонци, значи тој денес дело што викаме Егејски, и значи престојуваат и во Солун, и во Костур, и во други држави, градови, села. Се овој Стефан Верковиќ престојува во Македонија кога султанот Махмуд II со декрет го забранува името Македонија, нешто слично како и денес. Сега сме 2022 година, кога беше минатата година, министерот за правда Бојан Маричич го забранува на ист начин. И што значи тоа? Значи денес во сите училишта, во сите свидетелства, во книги, во печати, во све стои северна. Сега тој, значи, од една страна турското влијание, со декрет го забрануваат Македонија, од друга страна се раѓа нова држава, која се вика Бугарија. Ја создаваат, значи, јаничарите, подкупени јаничари, кои не можеле да издржат да бидат македонци, и финансирани со германски пари, германско оружје и германски крал Фердинанд. Покасно. А сега исто така имаме финансијата од Сорос, од НАТО, од ВАМОД, таму со оружје, со... така е, значи истото е. Све исто, како и тогаш, така и сега. Сега што се случува, значи тој Стефан Верковиќ немал опција, значи и од влијанието на турците и од влијанието на бугарите, да го издај книгата македонски народни песни. Тој издава македонски бугара и се народни песни. Значи тој тоа го прави заради личниот живот. Ќе го ликвидирале смесно, пошто знаеме за како правеле тогаш, значи и едните и другите, и турците и бугарите ликвидирале, ги распнувале на крст по селата на некои луѓе што се спротивставувале на да не бидат бугари или оваона, и ги тепале. Со распнувањето на крстете, тоа значи долго време траело, илјадници години. Ги камшикувале исто слично како Исус Христос. И одма луѓето, за да останат живи, премолчувале и се ќутеле. Така и овој Стефан Верковиќ си запишал, ама
запишал македонски народни песни. Се во предговорот тој ги кажува, значи овде границите, тие граници, сега што ги пише, тој сите припаѓаат во некои други држави, во комшидине што ни се. Тој ги запишува за тие границите, секогаш сме кај границите, ајде да спомнам. Нон-стоп, значи границите се менуваат. Еве се, например, за да се подсетиме, ќе кажеме дека Грција 7 пати си има проширено. Еве ќе кажам 1832, 1863, 1881, 1913, 1914, 1923, 1947. Бугарија си има формулирано, значи, исто така на македонска територија во 1878, 1885, 1908 се има проширено и 1913. Исто така се случува и со Албанија, која е најкасно, 1912 и се проширува 1913. А тоа дека па Србија е прва, значи прва се ослободила од турското влијание и значи се има формирано 1929 1800 или се пример тоа првото како му беше првото востание 1800 и која година беше се да не се лажам 1804 да не беше нема везе, значи во граници со дипломатија со све после се има проширено 1878 1882 1913. Се тука во сите овие, значи, предели, како да наречам, значи се променва со проширувањето на другите држави, се смалува Македонија и се намалува и се променва автоматски името на пределот на државата, на народот, на нацијата, на јазикот. И сега, например, овие еве се, например, на шведски јазик, на шведски, значи, Серби, со, како што е запишано за во меѓународна употреба со и буквата Серби, значи одвоено. Одвоено или одделено. Значи, ако сакаш да кажеш нешто, дали одвоено или исто има значење самостално. Значи, Сербија е самостално, одвоено, одделено. Се на другите јазици не знам како е на германски, на тански, на норвешки, не знам на кој. Може да и кај нив има такво значење, ама имам слушано дека тоа значило на некој јазик и слуга нешто така. Значењето. Се, во ова книга, да преминиме кај книгата, овде Стефан Верковиќ има напишано еве женски песни, велигденски, орски песни, аргатски, лазарски, свадбарски, така, многу убави. Видим, македонците еве, значи, гледа се има песни што се пеат на предење, на садење. Значи, различни песни во јас, докај што имам вака шетано и не шетано, току информирано, па можам да кажам дека само неколку земји така имаат свадбарски песни. И сите други земји, пример, што има свадбарски песни, ги превземаат од македонските. Значи, македонската музика во песните е премногу богата. Значи, ние имаме свадбарски песни, печалбарски песни, имаме песни за накрштевка, патриотски песни, народни други, љубовни, со различни содржини. А додека пак
било кој да земиме, се, например, до нас, што секој ден на радиостаниците се трујаме со туѓа музика, тие нема такви, еве се, например, кои се до нас. Еве, и Срби, и Бугари, и Албанци, било кои, тие нема свадбарска песна. Свадбата е македонска традиција и изворот за свадбарска песна е Македонија, македонската песна. Еве и од овие европските земји, од било која земја, земете, нема тие свадбарски песни, тие нема ни свадби. камо ли свадбарски песни. Да не правиме муавет за патриотски или за некои такви. Значи има еве се, например, во Шведска нема ниту една патриотска песна. Без врска се сите така некои песни, нема нити печалбарска, нити никаква нема. Како денес што се овие турбо фолк, шунт музика. Така. Тоа е тоа. Ајде, поздрав.